70 кривични пријави полицијата досега поднесе за трагедијата во Кочени, изјави денеска министерот за внатрешни работи Панче Тошковски по повод денот на полицијата. Во случајот со трагедијата во дискотеката Пулс во Кочени пак, Министерството за внатрешни работи спроведе сеопфатна истрага. Поднесени се кривични пријави против 70 сторители, меѓу кои има и сегашни и поранешни министри, градоначалници, раководители, инспектори, полициски службеници и други носители на одговорност, без заштита, без селективност, без двумење. За корупцијата и организираниот криминал нема место во државата, потенцираше премиерот Христијан Мицкоски, а Тошковски даде слика за резултатот од борбата против криминалот. Ние денес испраќаме силна порака. Нема компромис со криминалот. Корупцијата и организираниот криминал немаат место во државата која сака да оди напред. Одлучни сме како влада, како институции, но пред се како општество, дека оваа борба мора да се води во целосна посветеност, со вистински партнери и со чисти раце. Во изминатиот период покажавме дека знаеме, можеме и мораме да постапуваме ефикасно и одлучно. Минатата година ја завршивме со намалување на вкупниот криминалитет за речиси 5%. Сузбивме 14 организирани криминални групи, од кои најголемиот дел поврзани со трговија со дрога. Започнавме силна борба против корупцијата, која целосно го разјадува општеството и се вгнездила во секоја негова пора. Во тој дел бележиме пораст на откривачката функција и тука беа сузбиени 2 организирани криминални групи со 26 члена, од кои едната е од доменот на високата корупција. По повод денот на полицијата, во име на владата, премиерот Христијан Мицкоски на Министерството за внатрешни работи му додели благодарница за досегашните резултати, како и возочувувањето на редот и мирот во државата. Награди и признанија добија и поединци и некои организацијски единици при МВР.